се прашуваше колешката зошто се смеам. Затоа што завршило времето на влијание во судството. Па вие имате премиер кој што најавува кој кога ќе добие куќен притвор, кој што се слуша со адвокати на обвинети и тоа не за било какви дела. Така да, ве молам, не јас да се смеам, па секој што ќе следи снимката од комисијата ќе се згази од смеење. Како мислите вие дека завршило времето кога се влијаело во судството? Кога имавме до сега случај премиер да најави кој ќе оди во куќен притвор, како ќе се одвива судски процес, какво? Ви се молам. Значи, вака вулгарно влијание немало никогаш. Да се навратам на амандман. Со предлог законското решение, вака како што вие го предлагате, дискреционото одлучување на приемната комисија во вкупната оценка на кандидатот е 40%. Како сметате вие дека завршило време, кога ќе се влијае, како ќе се влијае? Значи 40% давате можност, дискреционо право на комисијата, а според нас тоа е преголема дискреција. Тоа остава простор со оглед на како сте познати и што се имате направено досега, остава простор за манипулација и избирање на идните суди и јавните обвинители по волја пред се на министерот за правда, нормално на целата актуелна власт. Значи, ова ви дава простор отворен, мегдан. Не го подобрувате законот. Вие комплетно го уназадувате постоечкото законско решение, со тоа што има простор овде актуелната власт да си постави подобни членови во приемната комисија и со штимање на бодовите за кандидатите, Хелоу Рашковски, ќе си овозможи власта филтер кој ќе биде подобен за судија, а кој не. Дајте по добро решение да го вратиме ова што збореше колегата Сашко Костов, во еден ден да се изберат 600 судии и 1000, отколку на овој начин суптилно, перфидно, на еден као демек начин кој што е многу транспарентен, а всушност имате вие апсолутна моќ да бирате кандидати кои што ви одговараат на вас како власт. Значи, затоа со предложениот амандман на членот 45 за промена на ставовите 9 и 10 предлагаме приемната комисија. Не знам што ви пречи. Значи, уште 6 месеци сте на власт. Што ви пречи? Приемната комисија, наместо 70 бодови од вкупната оценка на кандидатот, да може да учествува со максимум 5 бодови во вкупната оценка. Односно, дискреционото право на приемната комисија од 40% го намалуваме на 3%. Што е проблемот тука? Дали не сметате дека ова е унапредување на целиот закон? На ваков начин, целосно, сметаме дека се имплементираат мерит системот и кандидатите ќе се рангираат на следната основа. Значи, ево, ја тргам сега сите квалификации кои што ги кажав настрана, за да дојдам до суштината. Што ни е битно? Кандидатите како да се рангираат? Колку бодови врз основа на нивното формално образование има? Значи, тоа што го одбивте, на кој факултет завршил кандидатот и со кој просек. Стоиме за тоа, дека е многу битно. Резултатите, како ја има во законот за административни службеници? Мислам, ве молам да завршам, па нека ви се јави за реплика. Резултатите, како бе нема врска, колешке, не знам. Резултатите од квалификацијскиот тест и студијата на случај кои ќе се полагаат електронски и устниот дел, кој ќе учествува со најмногу 5 бодови, односно 3% од вкупната оценка на кандидатот. Значи, тоа се критериумите. Дали е многу ова што го бараме? Тоа се целосно објективни критериуми, кои што се засноваат на успехот во образованието на кандидатот, неговото познавање на материјата во текот на полагањето и устното изразување пред приемната комисија. Сметаме дека ваквата комбинација е комплетно изолирана од какви било влијанија, партиски, политички, лични,
какви сакате. Значи, еве, не мора само партиски и лични. Ние сме мала земја, мораме да се штитиме и од такви влијанија. Дали сега, утре, вие, колега Ацевски, јас ќе дојдам ка вас, ќе полагам, сме биле колеги, без разлика што сме од различни политички партии, вие можеби нема на мене да ми дадете поголема оценка. Значи, мораме да се, не само партиски, да се заштитиме на каков било начин од било каков субјективизам при полагањето и при селектирањето на кандидатите. Благодарам.